Дозволете ми пред се да се заблагодарам на нашата заменик-председател на Социјалдемократскиот сојуз Радмила Шекеринска, што денес е овде со нас во Штип и имаме шанса отворено да разговараме со сите сограѓани заедно. Само заедно, вклучени во процесите, ќе постигнеме добри резултати, како што и програмата со која барам довербата од вас штипјани и штипјанки. Програмата во сигурни раце нуди решенија за проблемите на граѓаните, за развој на градот, за еколошки град, каде што мораме да работиме сите заедно. Борбата против загадувањето останува наш главен приоритет. И за таа цел имаме нов режим на собирање на сметот, каде во брзо време ќе бидат пуштени 5 нови специјални возила. Ќе се направи селекција на отпад, односно одвојување на пластиката и стаклото, со што ќе се обезбедат дополнителни контењери на 30 нови локации во градот. Почитувани сограѓани, Штип заслужува да биде во сигурни раце, со одговорна општина, која ќе направи се за да добиеме чист воздух. Покрај постоечките ќе се постават дополнителни мерни станици, кои што ќе го мерат квалитетот на амбиенталниот воздух. Ќе се формира нова паркова содржина во населба Сењак 3, хортикултурно уредување на кеот на реката Отиња, од градската црква до мостот во Новосело. Ќе се формираат нови паркови површини во село Чардаклија и во село Карорман. Изработка на проектна документација за мапирање и изведување на висински рекреативни патеки за пешаци и велосипедисти, како и рекреативна пешачка патека која што ќе ги поврзе село Карорман и населба Баби. Почитувани, се обврзувам во мојот мандат Штип да продолжи да биде отворена, услужна општина, општина за сите граѓани, општина со родова рамноправност. Штип заслужува и Штип може повеќе. И знам дека довербата што ми ја давате и натаму ќе остане во сигурни раце за Штип. Ви благодарам на сите.